Рекордни 5,3 милиарди евра тежи предлог буџетот за следната 2023, која ќе урне повеќе негативни рекорди. Дефицитот, односно задолжувањето, е планирано да се искачи на речиси 700 милиони евра. Државата планира да собере историски најмногу пари од граѓаните и стопанството, но и да позаеми историски најмногу пари на домашниот и настранскиот пазар. Министерот за финансии, кој го презентираше предлог буџетот за догодина, тврди дека целта е да се одржи економскиот раст, да се извршат обврските на државата, но и да се поддржат реформите и евроинтегративните процеси. Околу 700 милиони евра дефицит. 250 милиони евра од тој дефицит одат за енергетската криза. 220 милиони евра се за отплата на камати, за плаќање на камати од стари долгови. Тоа се 470. И 250 милиони евра е новиот проект Коридорот 8, значи капитална инвестиција, што значи 470, 670, 820. Да, 720. Од владата тврда дека е предвидено рекордно ниво на капитални инвестиции од 795 милиони евра или 52% повеќе од годинава. Сепак нивната реализација изминативе години секогаш катастрофално потврла и е многу помало од првично планираното. 250 се за Коридор 8, потоа железници Коридор 8 исто е значаен износ. Значителен износ се и ова околу 90 милиони се што ќе одат за СМ и сите меѓународни институции како рефлексија на тоа што се случуваше како одговор на кризата, почнаа да ги ревидират проекциите надоле во однос на растот. Владата овие пресметки ги темели на проекциите за раст на македонската економија од 2,9% во 2023 и дури 4,6% во следните години. И сето ова во време кога Светска банка предупредува дека земјава е на работна рецесија. Инаку владата најави дека вака скроениот предлог буџет ќе го достави до собранието.